Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. 173 случаи заразени со коронавирус, 16 во Полошко. Во Тетовско Теарце 10 дена нема вода за пиење. Големи економски последици по корона кризата. ...173 случаи заразени со вирусот во последниве 24 часа. Евидентирани се 13 смртни случаи позитивни на COVID-19. Во Полошко пак има нови 16 пациенти со коронавирус. 9 во Тетовско, а 7 во Гостиварско. Со оглед на растот на заразени со коронавирус, Гостиварската болница се подготвува за евентуален наплив на пациенти. Откако почна да расте бројот на заразени со коронавирус на Гостиварското подрачје, болницата во Гостивар се организира за евентуален наплив на пациенти. Пред инфективното одделение денес дирекцијата за заштита и спасување монтираше шатор, кој ќе се опреми да служи како мобилна амбуланта за триажа на пациенти. Целта е да се намалат гужвите на инфективното одделение. За тоа како поточно ќе се одвива работата овде, екипата на телевизија Кисименада поразговара со раководителот на инфективното одделение, доктор Ратко Наумовски. Овој шатор е поставен со цел да се направи триажа пред да се доаѓа на инфективно одделение. Значи, секој пациент што ќе биде пратен од матичниот лекар овде ќе биде прегледан од лекар специјалиста, без разлика дали ќе биде интерниста, невролог или инфектолог, и после тоа тој триажа ќе прави дали треба кај нас или ќе треба на други места. Може од тука, значи, да се предложи COVID, да се земе тест за COVID, тоа ќе се оди преку епидемиолошката служба. Во случај, ако го пратат кај нас, а сумњаме дека се работи, ние мораме да му објасниме на пациентот дека мора да му се земе бриз во случајот и да се чека бриз од резултатот. Тој не може денеска сум добар, а утре сакам да си одам. Ние се пожалиме инфектолозите, сега бегаат све матичните лекари и сите ги праќаат кај нас. Значи целта е овдека да можеме да направиме една триажа фактички на пациентите. Колку ќе се може. Не ова некој го помисли дека кревети ќе ставаме, нема какви кревети. Имаме ние кревети. Моментално на инфективно во Гостивар се згрижени 11 пациенти со COVID и сите се во стабилна здравствена состојба. Утрово од одделението биле испишани 3 лица. Во однос на симптомите кај хоспитализираните, доктор Наумовски вели дека пациентите развиваат најразлична симптоматологија, од висока температура, болки во зглобови, па и повраќање. Лица со влошување на состојбата и посериозни случаи се препраќаат на клиниката во Скопје. Десетина дена жителите на Тетовско Теарце имаат недостаток на вода за пиење. Најпогодени се семејствата во горниот дел од селото, кои мора да се сноѓаат со правење залихи. Општина Теарце е едно од жариштата на коронавирусот, каде од почетокот на пандемијата до сега евидентирани се 66 случаи со COVID-19, така што овој проблем дополнително ја отежнува ситуацијата во која е задолжително е одржување хигиена. Жителите на Тетовското село Теарце се соочуваат со недостаток на вода за пиење. По поплавите кои го зафатија овој регион на 23 минатиот месец, воведени се рестрикции во водоснабдувањето, така што најпогодени се семејствата кои живеат во горниот дел од селото. Тие мора да полнат шишиња за да имаат вода за пиење, бидејќи кај нив притисокот на водата е најмал. Состојбата со вода се е критична, нема вода, сега со ова што беше на времето, одесени се цево, меѓутоа проблемот е друг. Кога се прајат централите, кој го има дадено тоа, мислим, одобрението, требало да размислува дали тоа некој ќе наштети на водата за пиење. Недостатокот од вода уште повеќе ја усложнува и онака тешката ситуација, бидејќи општина Теарце е на третото место во Тетовскиот регион по бројот на заразени, со 66 случаи со COVID-19, по општина Боговиње каде има 84 и општина Тетово со 414 случаи. Помалку случаи има во општините Желино 55, Јегуновце 49 и Брвеница 46. Толку за ми, ќе има вода.
Има вода. Без ич не смо. Има, затоа има. А маски се носат? Маски? Маски вијам полно носа. Ако сака да не се разболя. Ако се почитуваат мерките, ја мислам дека нема опасност од зарази у така голем број. Меѓутоа, видите, во селово има вработени надвор во Тетово, например. Од јавното предпријатие Хигиена велат дека е намален капацитетот на водата во период од 8 до 18 часот поради чистење на коритото на реката Бистрица. Поради ова што копаат хидроцентрали од Хидропоер, една фирма, ние не можеме вода да земаме преко ден. Ние смо ставиле сообщение, пошто тие нас ни пратиле писмо. Договорот со општина е, тие 48 сата треба однапред нас да не известат дека ќе копамо или ќе работиме или ќе го чистимо коритата. На 29 ни пратија писмо дека ние од 29 до 8/7 коритата ќе го чистиме. Не дали можеме или не можеме. Ја се жалив во Министерство за екологија. Тие направија што направија, го пуштија водата низ коритата и ние го допревме филтерната станица, ќе се запуши одма. Џабе тие тоа. Видовме што е работава сообщение во селото, луѓе, хидроцентралите ќе работат од 8 сабајле до 18 на вечер. Ние негде за 2 сата ќе се прочисти реката мало, ние ќе се приклучиме, значи саат покасно. Инаку Теарце минатата година имаше проблем со загадувањето на водата за пиење. При тоа над 300 лица завршија во селската амбуланта со симптоми на труење. Доаѓа време на модерни политичари. Доаѓа време на историска победа на ВМРО-ДПМН, партија која ќе ја предводи новата влада и која ќе ги донесе најдобрите 4 години во Македонија, истакна председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на митингот одржан во Кичево. Мицковски побара поддршка од кичевчани за реализација на програмата Обнова на Македонија, која содржи над 1000 проекти ширум државата. 2 недели сме до историска победа на ВМРО-ДПМН која ќе донесе Македонија на вистински пат, на кој ќе чекориме кон подобро утре, заедно со обесправените и понижените, порача Христијан Мицковски на митингот кој неговата партија го одржа во Кичево. Нема откажување, мора да ги победиме нашите опоненти, кои ја засраме и понижија државата, кои ветуваа се и сешто, поголеми плати и инвестиции, но наместо тоа донесоа немир и поделби. На 15 јули правдата ќе ја победи неправдата, а на власт ќе дојдат модерни политичари кои ќе обноват Македонија, преку реализација на нашата програма која содржи над 1000 проекти. За минимум 20% поголеми пензии и враќање на старото законско решение со методологија и алгоритам во еден мандат. Минимум 1000 километри нови и реконструирани локални и регионални патни правци. Минимум 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции. Најмалку еден универзитет во првите 1000 според светската шангајска ранг листа. За бизнесмените најнизок данок во Европа од 8% ја напуштаме веднаш во првите 100 дена методологијата на прогресивен данок и ја укинуваме веднаш рамен данок од 9% најпрвим во 2021-та. Носителот во петата изборна единица Игор Дурловски истакна дека ВМРО-ДПМН во наредните 4 години ќе испише новата историја на Македонија, а на 15 јули граѓаните ќе гласаат дали се за или против Македонија. Сигурна иднина секако ни треба. Спокоен живот, да живееме во држава во која владее ред, во која има стабилни и силни институции и во која секој мора да има одговорност за направеното. Тоа е нашата цел. Драги браќа и сестри, 15 јули е денот од кој зависи нашата иднина. Иднината на нашите деца, сплотени и единствени,
да им покажеме како се сака Македонија. На митингот се обрати и дел од кандидатите за пратеници од коалицијата Обнова за Македонија во петата изборна единица. ВТА реализација на неколку започнати инфраструктурни проекти, како доизградба на автопатот Кичево-Охрид, странски инвестиции и сет мерки за спречување на иселувањето на младите од овој регион. Започнува побрзо воведување на европски стандарди во сите области. Полека, но сигурно го забрзуваме процесот на интеграција во Европската Унија. Ова го истакна председателот на СДСМ Зоран Заев, кој порача дека ваквите сериозни процеси може да ги води само политичка проевропска влада. Нашата татковина сигурно чекори на европскиот пат кој носи суштински реформи, владење на правото, економски развој, здрава животна средина, силно земјоделие и шанси за подобар живот на сите македонски граѓани, тука дома. Ова е процес што ни ја носи Европската Унија дома. Со отварањето на преговорите, ние почнуваме нова фаза од нашето унапредување, нова фаза од македонската европеизација. Започнува побрзо воведување европски стандарди во сите области, наша интеграција во економскиот и политичкиот систем на Европската Унија. По членството во НАТО, полека но сигурно го забрзуваме и процесот на интеграција во Европската Унија. Двете стратешки определби ги остваруваме во период од само 3 години. Тоа е успех на владата, институциите предводени од СДСМ, тоа е успех и на сите граѓани кои се определени иднината да ја градиме во Европската Унија. Благодарни сме на историското хрватско председателство со Европската Унија, која ни ја донесе одлуката за почеток на преговорите за членство во март оваа година. Големо задоволство ни е што токму вчера, на првиот ден на германското председателство со Европската Унија, е утврдена преговарачката рамка како предлог до државите членки. Убедени сме дека со помош на институциите на Европската Унија и под водство на германската канцеларка Меркел во текот на германското председателство, оваа преговарачка рамка ќе биде усвоена и дека ќе ги започнеме и формално преговорите за членство со прва меѓувладина конференција, отварајќи ги поглавијата од првиот пакет, а тоа се поглавија 23 правосудство и темелни права, поглавија 24 правда, слобода, безбедност, економски критериуми, функционирање на демократските институции, реформа на јавната администрација. Поглавје 5 јавни набавки, поглавје 18 статистика и поглавје 32 финансиска контрола. Ова е многу сериозен процес кој може да го води само политичка влада, проевропска влада, демократска влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата Можеме. Докажавме дека знаеме и умееме да ја водиме државата по вистинскиот пат, ни стабилни и сигурни води. На средби со граѓани во повеќе тетовски населби, вчера беа кандидатите за пратеници во изборната единица 6 од коалицијата Обнова за Македонија. Ни приоѓаат, верувајте, не само македонците и турците, туку и етничките други заедници кои што живеат во Тетово. Веќе сме на прагот на победата и нашата победа ќе биде уште поголема, затоа што и нашите сожители турци, како жители на една држава во која што се почитува државноста, се слуша химната на државата, се зборува мајчиниот јазик, а како државници на Македонија ја почитуваат и својата држава во која што живеат. Затоа заедно со нив се обврзуваме дека ќе донесеме повеќе за сите и дека ќе ја донесеме конечно обновата на нашата татковина, тоа е Македонија. Кандидатите за пратеници од Интегра Македонска конзервативна партија вчера остварија средба со жителите на Тетово. Изборната платформа ја нарековме новата македонска ренесанса на прагот на третата декада на 21 век, затоа што цениме дека во Македонија не се гледа светлина на крајот од тунелот. Не се гледа дури ни најава дека постои политичка сила која ќе му подаде рака на македонскиот народ и дека ќе го извлече од провалијата, рече вчера од Тетово председателот на Интегра Македонска конзервативна партија Љупчо Ристовски.
Македонскиот народ во овие мигови е соочен навистина со еден историски момент. Момент кога тој самиот треба да одлучи за својата судбина. На политичкиот пазар излегува новата понуда на Интегра Македонска конзервативна партија, понуда која што е навистина нова политичка визија, која што досега не е видена на овие простори. Нова визија која што во изминативе 30 години некој не ни помислил дека е воопшто можна. 30 години македонскиот народ е тапкан по глава и му е набиван комплекс на пониска вредност дека тој не е достоен да има своја држава, дека едноставно со коефициент на интелигенција 80 нема право да има своја држава. Програмата на Интегра има нови идеи и решенија како да се подобри животот на македонскиот граѓанин, порача Виолета Србиновска, носител на листа во изборната единица 6. Верувам во програмата на Интегра дека има нови идеи и решенија како да се подобри животот на македонскиот граѓанин, како да се направат радикални реформи во здравствениот систем, во образованието, во земјоделието, во судството. И интересен е податокот што во програмата има и се офатени бранителите од 2001 година кои што за време на војната од 2001 година крвареа по рововите и ја одбранија татковината. Да не дозволиме младите да ги го напуштаат родното земјиште, да останат во Македонија. Интегра Македонска конзервативна партија на парламентарните избори се представува под слоганот Аманет за Македонија. Следуваат деталите од денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Вчера во 17 часот и 58 минути во СВР Тетово, 38 годишна жителка од Тетово пријавила дека на улица Љуботенска во Тетово со патничко возило Мерцедес и непознати регистарски ознаки дошле 31 годишник и 38 годишник, двајцата од село Лавце Тетовско, и покуса расправија со нејзиниот 40 годишен сопруг од Тетово, испукале неколку куршуми кон него, пошто го напуштиле местото на настанот. Тој бил пренесен во клиничката болница Тетово, каде што му била констатирана тешка телесна повреда. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово, при што се пронајдени и подигнати 3 чаури и 1 проектил од автоматска пушка. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 20 часот и 10 минути, 38 годишник од Маврово во СВР Тетово пријавил дека околу 19 часот и 50 минути на улица Браќа Блажевски во Гостивар физички бил нападнат од 3 лица кои ги познавало од порано, а му ги оштетили и мотоциклот и опремата. Извршен е увид од екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар, се работи на расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 21 часот и 30 минути во СВР Тетово е пријавено дека 53 годишник од Тетовско Егуновце под дејство на алкохол го нарушил јавниот ред и мир пред неговата куќа во селото и ги навредувал најблиските. Тој е приведен и задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Денес во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беа одредени двојките за плејофот над преварите за пополнување на двете втори лиги. Фудбалската федерација на Македонија денес во присуство на клубовите ги одреди двојките и термините за бараж над преварите за пополнување на двете втори лиги. Во баражот ќе учествуваат екипите кои беа на првите позиции во третите лиги до прекинот на првенствата. Во западниот регион ќе разигруваат 3 екипи. Беса од Добридол Гостиварска од западната група, Фортуна од Скопје од северната група и Велешта од истоименото Струшко село од југозападната група на третата лига. Бидејќи само една од овие 3 екипи ќе обезбеди пласман во втората лига Запад, екипите ќе играат во група. Во првото коло Беса ќе игра против Фортуна на 7 јули. Во второто коло ќе играат Беса и Велешта на 10 јули и во последното коло на 13 јули ќе се сретнат Фортуна и Велешта. Сите надпревари ќе се одиграат на градскиот стадион во Тетово со почеток во 17 часот. Во источниот регион има само 2 екипи и победникот од дуелот помеѓу Росоман и Слога Виница ќе обезбеди директен пласман во втората лига Исток. Овој надпревар ќе се одигра на 10 јули со почеток во 17 часот на градскиот стадион во Штип. Сите 4 надпревари ќе се одиграат без присуство на гледачи и со спроведување на задолжителни мерки за заштита на сите учесници од COVID-19.
гитарист, пејач, другар. Вчера вечер почина тетовецот Стево Стојановски, познат по својот прекар Чавки. Тетово изгуби вреден сограѓанин, познат меѓу тетовци како талентиран музичар и човек секогаш расположен за шега. Стево Стојановски Чавки беше дел од првата рок група во Тетово Црни лотоси, а нивната популарност била толку голема што дури ги нарекувале и тетовски Битлси. Членовите од рок составот секогаш го карактеризираа Стојановски како надарен музичар, со многу интересно и енергично однесување на сцена. Во неколку наврати, основачот на бендот Владимир Кочовски истакна дека голем дел од публиката доаѓала на нивните настапи за да посведочи на неверојатната позитивна енергија која Стојановски ја ширел. Неговите сограѓани и пријатели го потврдуваат истото и за неговиот карактер надвор од сцената. Секогаш насмеан и весел, расположен за песна и дружба. Беше неизоставен дел и од вторниковци, групата тетовци, кои прераснаа во вистински бренд на Тетово и секој вторник ја формираа својата дружина, проследена со музика и убава песна. По кратко боледување, Стево Стојановски Чавки почина на 71 годишна возраст. Остави огромен придонес во развитокот на музиката и духот на градот под Шара воопшто. Ќе остане запаметен како чесен човек со огромна харизма, музички талент и смисла за хумор. Не, нема побо од музика. Музика е дружење. Секогаш ќе бидеш главен у друштво. Секогаш. Секогаш ќе бидеш. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада. Пријатно!